засилени од колегата Саша Ордановски. Добар ден. До мене е еден од доајените на македонскиот парламентаризам. Експративникот Исмет Рамадани, последниве години активен во невладиниот сектор, председател на Евроатланскиот совет на Македонија. Добре дојде, Рамадани. Како ти се чинеше тебе ова денеска со подпишувањето на договорот? Само да повторувам дека е историски чин со содржина, порака, дури би рекол малку и атракција, затоа што местото каде што се потпише е атрактивно. Се тоа е порака за една перспективна иднина за Република Македонија. Мислам дека и самите настапи, односно говори и на нашиот премиер и премиерот на Грција, веќе дадоа до знаење дека навистина се покажаа како лидери, мудри, храбри и сето тоа мора да се поздрави. Од другата страна имаме и реакција, се разбира, но кога имаме нешто големо, кога се случува за добро, противниците сакат соодветно да реагират. За жал, негативно, меѓутоа, тоа најверојатно времето ќе покаже дека навистина овој договор ни значи многу и за нас, и за Грција, и дефинитивно веќе се отвара патот кон тоа што стремиме сите евроатлантски интеграции, членство во НАТО и во Европска унија. Очекуваш ли проблеми натаму на нашиот пат кон НАТО? Имајќи го во вид и твоето искуство како пратеник и она што сега треба да следи во парламентот околу... Во однос на процедурите, односно, јас секогаш и пред тоа сум кажал дека скоро е сигурно дека поканата ќе ја добиеме на 11 и 12 во наредниот самит во Брисел. Еве нека биде ексклузивно, јас вчера добив покана да учествувам на самитот, што во исто време и кога потврдив, значи возвратив со тоа дека баш ми е мило и драго што ќе учествувам во овој самит кога мојата земја ќе ја добие и поканата за членство во НАТО. Што значи дека таму веќе се местат работите и се подготвуваат да ни ја дадат поканата и најверојатно така. Генералниот секретар Сутерберг беше јасен со последните изјави дека прво да, мислам дека не само јасен, туку многу силна порака имаше. Он сам, силната порака беше што ги пофали двајцата лидери и Ципрас и Заев, а во исто време каже една друга, мислам, многу печатлива реченица. Ова беше тестамент за дипломатијата. Значи, самиот договор постигнат овие посебно за југоисточниот Балкан, односно што е силна порака. После тоа имаше уште една порака заедно со Доналд Туск како председател на Европскиот совет, што исто така е пораката многу јасно дека јас во НАТО веќе се спремам, спремајте се и вие во Европскиот совет да го поминете тоа што го заслужува Република Македонија. Ние го замоливме колегата Ордановски, тој вечер повеќе ќе дебатира во неговиот неделен печат, гостин ќе му биде министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Сашо, ја гледаше церемонијата на подпишувањето на ова што се случуваше? Од тоа што видов се разбира, веќе сите сме малку растрчени. Така, мислам дека прво сето тоа изгледаше многу убаво, бидејќи не беше многу ни претенциозно. Во една прекрасна атмосфера, во една максимално позитивна атмосфера со присуство на највисоки представници од меѓународната заедница. Мислам дека ова не е само успех за Македонија и за Грција, ова е успех се разбира и на Европската унија и на НАТО, бидејќи нив исто така им требаше насушно една позитивна сторија, една победа во времења кога и тие се исправени пред разни предизвици и така натаму.
ова е реално нешто што е започнато, па ја би рекол уште од 2014 година. Фасцинантно е. Гледайте, јас се обидувам да не употребувам ескалиран речник, меѓутоа фасцинантно е кај бевме 2014, а каде сме 2018. Можете да го сакате Заев и неговиот тим, можете да ги мразите, меѓутоа пред година дена каде бевме и каде сме денеска, тоа не може да се спореди за мислам дека и за многу посериозни земји со многу поголеми капацитети не би успеале таков еден скок да направат. Јас мислам дека граѓаните на Македонија треба да одлежат, да си го примат чинот. Лично сметам дека се работи за огромен успех, за еден огромен исчекор. Не дека ќе почне мет и млеко да тече од утре во Македонија, меѓутоа конечно фаќаме еден правец кој сите пред нас го фатија пред многу години и еден непријатен спор. Никој не сака да менува име, се разбира дека е тоа непријатност, меѓутоа кога веќе сте доведени во таква ситуација, искрен да бидам, јас не очекував толку добар договор како што добивме. Мислам дека од другата страна Ципрас исто така направија и неговиот тим голем, не само отстапки, туку и голем политички ризик поднесоа. Инаку да ви кажам, мислам и на нивна и на наша страна ова се на крај символики кои што ќе поминат во смисла на сите овие противречности. И слушам разни глупости од разни коментатори по разни студија кои што се обидуваат да направат некакви приказки кои што немаат врска со реалноста, меѓутоа се тоа ќе помине веќе во јули. Ние ќе останеме земја која што сега ќе треба да се зафати со сериозни политики, со сериозни реформи, но конечно ми се чини, ја не се сомневам ниту за НАТО, ниту за Европска комисија. Гледате, ова е круна на еден голем политичко-дипломатски безбедносен проект околу Македонија. Председателот Иванов рече ке спречам легализирање на дивоград. Председателот Иванов за жал ќе замине во историјата како еден од најпромашените политичари на Балканот. Среќна околност е тоа што тој сепак нема никаква моќ да предизвика, кога веќе не прогласи воена состојба, беше таква намерата на 27 април. Тука се прекрши, од тука натаму е само надолу, само тонење. Сигурен сум дека тој во историјата завршува како една многу тажна личност, но него ќе го заборавиме. Навистина, мислам, не сакам уопшто да трошам зборови. Колку може да биде сериозна неговата закана дека ќе стави НАТО на договорот? Вето. Мене ме прашувате? Не. Исмет го прашувам. Знаете што, ние веќе навикнавме неговите ставови да не ги примаме вака сериозни, меѓутоа се штетни. Се штетни, затоа што во процесот, но тој на крајот на краиштата за самиот себе си прави најголема штета. А во овој случај мислам дека имам разбирање само кон тие кои имат емоции, затоа што се преминува секој има право на став, нешто ново не се прифаќа одеднаш, имаме навика, имаме традиција за името, меѓутоа во делот раководствата од председателот па на некои опозициони партии гледам и пркосење малку. Народно кажено и наетење или може и љубомора, затоа што веројатно не би ги подценувал јас и Исмет нивните различни политички визии. Не е тоа има и тој простотилук во смисла на ароганција, пркосење, меѓутоа јас мислам дека они политички се на другата страна. Да, меѓутоа нивната опција мислам дека се стеснува, немаат многу простор, затоа што реакциите кои ни доаѓаат и од запад и од исток, и од Европска унија и од секаде, немаат многу простор за маневрирање, така што да не звучи погрешно или подценувачки, ќе се однесуваат како џуџиња кои не можат да реагират, односно да направат нешто повеќе во вакви констелации, во ваква ситуација. Искрено да бидам, деновиве не успеав да бидам дали председателот на Сомалија излезе со став. Околу прашање, предпоставам дека и он да излезеше и он ќе го поддржаше договорот, така што е резултатот 100-1,5. Еден е Иванов, половина е господинот Мицковски, кој што ќе видиме уште. И ако си во таква ситуација, како да ви кажам, таква меѓународна изолација за еден председател, мислам човекот одамна да имаше образци, направеше нешто што би му личело на некаков интегритет, ама бидејќи го нема,
ќе ги направи сите проблеми што може. Сашо, понекогаш сакам да верувам дека човекот може би е патриот, ја сака својата земја, својата нација. Меѓутоа има и друга изрека. Треба да знаеш па и да ја сакаш својата земја. Да знаеш. Јас сакам председател на државата не се работи само за тоа. Треба и државнички да се постапиш. Тоа е институција. Сашо, сакам да го прашам, простете. Дали се согласува со моето мислење дека не беше случајна поканата од бугарскиот председател Радев на председателот Иванов. Мене се ми оди натаму дека доби од него некоја порака од меѓународната заедница. Слушайте, јас мислам дека средбата меѓу Радев и Иванов е понепријатна за Иванов отколку откажувањето на средбата со Борисов. Да, Радев му рече бидете на Радев му го кажал зад затворени врати според моите информации, а уште и на пресконференцијата, ќе му беше подобро да Иванов и тој да му откажеш. Така што немајте сомневања, мислам, видите, ние уште немаме доволно дистанца од сите работи и така натаму. Однесувањето на крајно конструктивното однесување на Бугарија, крајно конструктивното однесување на Албанија, овој голем ишчекор на Грција, за Косово нема потреба да говорам, па дури мислам дека и србите се коректни во целата оваа ситуација. Значи, на тој начин да те изолираат и да седиш на водно и да создаваш проблеми на својата татковина заради, ајде еве сега да не се впуштаме во психоанализи и така натаму, тоа ќе си го однесе он дома и со него ќе завршиме. Но, приказната не е завршена. Ние имаме парламентарни процедури, ќе ги направат сите проблеми што може да ги направат и мислам дека и тука ќе изгубат таа политичка битка. И второ, мислам дека и референдумот ќе биде успешен. Јас немам сомневање околу тоа, бидејќи го гледам расположението, огромен дел од луѓето се и мислам дека сите треба да искористат прилика да излезат, да си го кажат своето мислење. На крајот на криштата граѓаните имаат право да одберат. И тој процент, извини, Сашо, и сметка и албанците особено висок во однос на поддршката на НАТО и ЕУ. Па да, мислам дека од овие денови на некои дебати, дури и тие што имаше некои интелектуалци кои или публицисти кои чудно беа против ова првата верзија што беше Илинденска Македонија. Дури одеа до некои крајности дека ние немаме ништо заедничко со Илинден, а истото кога јас бев пратеник, па цело време ни правеа притисок дека Илинден е и наш, Илинден е и наш. Така е, па и прогласот е таков. Во последната дебата за новиот договор, сега договорот што е направен, беа позитивни. Позитивни и тие што јас мислев дека ќе бидат, пошто има некои кои по дефолт сегаш негативни. За овој договор беа позитивни. Дури повеќе од мене вака има повик до граѓаните, до албанците да излезат кога ќе биде референдумот и да гласат за овој договор. Чекувате ли членството на ВМРО да излезе на референдум без оглед како ќе гласа? Па јас мислам дека дел од членството ќе излезе, затоа што времето полека може и кај нив да влијае, за да можат да го сватат сето ова и да бидат дело. Најверојатно тие во тој дел од десните европски партии ќе имат контакти понатаму. И нешто ќе се смени, меѓутоа резервата моја е во тоа што премногу на прв план го става тоа враќање во власта, односно да ги добијат идните избори, а премалку, за жал, тие мислат за севкупните прилики, односно за тоа што е интерес на граѓаните и на државата. Еве, гледам 13:30, секој момент, веројатно во Битола, како што најавија ВМРО-ДПМН раководството, ќе почне, еве ми јавуваат од режита, дека почнал протестниот марш низ Битола на опозицијската ВМРО-ДПМН, инаку да кажам дека ние стапивме во контакт со повеќе членови од раководството на ВМРО-ДПМН. Сакавме и тие да бидат дел од денешното отворено студио.
Александар Николовски, кој што е задолжен за надворешна политика, подпредседателот на ВМРО-ДПМН, оправдано се извини, бидејќи тој синојка се женил. Нека му е честито. Да му е честито, да. Стапивме, тој ни препорача други, стапивме со сите во контакт, но сите се зафатени. Очигледно дека после свадбата во Охрид, веројатно, ќе одат во Битола на протестот, па ете, не можеше да бидат дел од... А ние сакавме, навистина сакавме да бидат и тие дел од денешното отворено студио. Само накратко да го искористиме присуството на пратеникот Рамадани. Критичарите на НАТО знаат да кажат дека тоа ќе има финансиски импликации за Македонија. Можеме ли да им објасниме на граѓаните што добиваме со членството во НАТО, не само од аспект на безбедноста на земјата, туку дали тоа ќе предизвика навистина некакви облигации? Придобивките се големи, меѓу не знам дали ќе можам се да ги наредам. Прво добиваме во безбедноста. Ако има безбедност, слобода правна, затоа што критериумите за влез во НАТО и Европска Унија се доста комплементарни. Значи, освен тој безбедносниот дел, сите други работи. Еве за младите да кажам нешто. Годишно во НАТО проектите, а ги има околу 400 големи проекти на НАТО, дефилираат повеќе од 10.000 експерти. Значи, учествуваат. Тоа се работи кои... Второ, стануваме дел од 900 милиони граѓани под ист чадор на безбедност. Трето, 900 милиарди долари е буџетот на НАТО. Тој буџет на НАТО не е само за воени операции или воени интервенции, туку грото тој буџет е и за други, значи, научни и истражувачки цели. Така што, а во исто време стануваме дел од Article 5, што викат на членот 5, еден за сите, сите за еден, што значи седнуваме со сите тие земји кои се најпрогресивни, најбогати и најсилни во светот, затоа што стануваме ние 30-та членка, а во исто време уште 40 земји се партнери за мир, односно во партнерство со НАТО. И сите овие работи, да речеме, дури и земјите кои ние мислиме дека нема да членуваат, да бидат членки на НАТО. Еве да ви кажам што е последниот проект. Има италијанско-српски проект, затоа што и Србија е во партнерство со НАТО, кој се работи за детекција и подготовки на проект против тероризмот во транспортот. Значи и Србија учествува со таков проект. На 31 мај, ние ја спомнуваме Русија во антагонизам во ова со НАТО, 31 мај имавме, се обнови пак Советот НАТО-Русија, значи каде се разговараше за теми кои се светски, ислам закани за светот, за човештвото и така натаму. Така што, мислам дека бенефитите се големи. Ние ќе плаќаме нешто во однос на буџетот, покачување, меѓутоа придобивките кои доаѓаат посредно економскиот развој. Пример само, Бугарија и Албанија да земеме. Албанија има 8,5 милиарди инвестиции од кога е членка на НАТО. Во Бугарија 2004 имаме 7,5 милиарди, 2005, значи 2004 кога се зачлени, за една година веќе имаме 11,5 милиарди инвестиции. И ред други, да не ги спомнуваме балтичките земји. Таму веќе имаме прогрес и пример што навистина дури фасцинира. Сашо, тебе ние многу не те користиме, те оставаме за вечер да си кажеш што ќе ме Морам една аналогија само да кажем, го прашувам. Да не речеш дека те користиме денеска за вечер да не. Јас да се вмешам, бидејќи во моментов имаме материјал во живо од Битола, од протестниот марш на ВМРО да погледнеме, јас ќе го извинам нашиот гостин кој што мора да замине.
Благодарам за чеството. Јас се извинувам, благодарам за поканата. Морам да одам. Виновни се двете влади што задоцнија со стримингот. Да, ќе ги погледнеме инсертите, односно во живо како изгледа протестниот марш на ВМРО ДПМН во Битола, каде што, како што најавија, голем дел од граѓаните, поддржувачи и членови на партијата го изразуваат своето незадоволство од, како што велат, лошите внатрешни и надворешни политики кои ги води актуелната влада на Република Македонија на чело со премиерот Зоран Заев. Протестниот марш започна од спортската сала во Битола, потоа преку широк сокак се до Домот на културата, каде председателот на ВМРО ДПМН е најавено дека ќе има свое обраќање пред граѓаните. Од оваа партија испратија и соопштение рано изутрина, кој што јас го споделив порано на нашата програма. Секако имаше и порака од Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, по подпишувањето на договорот. Тој изјави дека Македонија пребродила во својата историја многу заевци, дека ќе го надмине и овој. Јас ќе ја прочитам неговата порака, односно неговиот Facebook статус. Ова е Facebook статусот на Христијан Мицковски, кој што прво го цитира Блаже Коневски, вели: големо ни е името, ќе сакаат да ни го земат. Потоа го цитира Петрема Андреевски, вели: не е срамно ако умреме до еден, но голем срам е ако останеме без нашето име. Го цитира и Гане Тодоровски, вели: ој Македонија, колку ли уште треба да те домакедончиме. Го цитира и Анте Поповски: стиснете ги тревките, неа ќе ја исцедите, наслонете се врз каменот, името ќе го чуете. Потоа ги споменува, вели, и сигурно ќе се запрашате зошто во изминатите неколку дена постојано објавувам стихови за Македонија со неоспорен интелект и маестрална вештина. Денес гледаме како еден човек кој е на позиција премиер прави чекор со кој овие величини сака да ги помножи со нула, притоа мислејќи нели на Коневски, на Андреевски, на Гане Тодоровски, на Матеа Матевски и на Мисирков. Нивното творештво и аманет да каже дека се погрешни, но и како еден народ и земја со некаков договор сака да ја преименува. Во продолжение, Христијан Мицковски во својот Facebook статус веднаш по подпишувањето на договорот во грчката страна на Мала Преспа вели: и не е само ово единствениот проблем, државата оди во неповрат и ќе продолжи да оди со ваква власт и нема да биде подобро, затоа што освен овој договор и ништо друго не функционира. Зборува за економијата, здравството, образованието, а промената што сакате да ја видите во државата продолжува од секој од нас, од вашиот став и размислување, и вашата сила е поголема од секоја друга. И после подпишувањето на договорот граѓаните ќе продолжат да живеат лошо. Македонија пребродила во својата историја многу заевци, ќе го надмине и овој, но неговиот срам ќе остане. Ова е, подсетувам, Facebook статусот на Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, напишан на оваа социјална мрежа веднаш по подпишувањето на договорот од грчката страна на Мала Преспа. Во моментот ги гледате и инсертите во живо, го погледнавте материјалот од Битола, за каде што е најавено и обраќање на Христијан Мицковски. Протестот на оваа опозицијска партија започна во 13 часот и 30 минути. Секако ќе ги погледнете сите детали од тоа. Протестниот марш почна од спортската сала во Битола, преку широк сокак се до Домот на културата, каде што ќе се обрати Мицковски. Колеги, повелете во продолжение. Добро. Легитимно право на опозицијата и да направи протестен марш, и добро е тоа, демократија. Сашо? Слушайте, јас го познавам Христијан Мицковски, еден интелигентен момак, немам што да кажем. Он прво треба да стане Заев, се да потоа евентуално падне, бидејќи он сепак е далеко од тоа што Заев успеа да го покаже на политичката сцена. Гледате, мислам, за Гане Тодоровски и за Анте Поповски тврде дека се удбаши. За овој, кажете го, за нашиот великан Славко Јаневски, за Славко Јаневски, потоа за Блаже Коневски, џуџето од Небрегова, тоа е истата таа партија која што е секогаш на погрешната страна на историјата. Неверојатно, сите одења на Македонија со успех некаде во некоја фаза, во некоја историја, како има талент секогаш да застанат од спротива, со цело сега денеска веќе демократско право да се разбере на демократски начин, ги искажат своите несогласувања, но оваа патетика делува провинцијски, морам да ви кажам. Овој тип на провинцијално однесување, да се една, како да кажем, на крајна аполитична патетика со цитирање на стихови. Па вие можете од стихови што сакате ли сега за Вселената стихови да цитираме. Второ, тој фалсификат што го прават, дека Македонија го изгубила името, тоа исто така еден крупен политички фалсификат, за кој што сум сигурен дека ќе бидат побрзо заборавени
отколку овој Заев кој што грците синоќа ги сакам да ви кажам, јас па се разбира, па слушате ги слушнавме ние на телефон, па ние ги слушавме на телефон. Република Северна Македонија. Значи како да ја кажам, знаете како кога ќе ве фатат, јас очекував малку јас не очекував дека тие ќе се согласат, тоа би било премногу и така. Или дека ќе се појават на очекував една малку по-сериозна политичка позиција во крај на линија, слушате, дури да испадне по нивното, дури да ништо од ова не успее. Тие немаат никаква политичка иднина. ВМРО ДПМН не може сега од оваја дупка во која се влезени да излезе без разлика што ќе се случи, освен ако јас нема Македонија. Значи, ако Македонија продолжи да ја има, а тие продолжат да инсистираат, па успеат и некако договоров да го и така натаму, па тие не можат да дојдат во позиција ништо веќе да решаваат за Македонија со вакви ставови, барем во нашите животи, во догледна иднина. Бидејќи Македонија е комплексна земја во која што има една политичка ситуација која сите ние разбираме, која гради еден оригинален мултиетнички модел кој што токму со ова сега што се прави ќе биде зацрстен со кој се гарантира еднината. Да тоа не го видите и да останете во една провинцијска националистичка позиција, при тоа ефтино патетична со Facebook статуси со тоа ја не можам да го разберам, а ви велам Христијан Мицкоски успеав да го запознам и човекот не е неинтелигентен. Кои се влијанијата и притисоците што тој ги трпи, јас не можам да знам, но предпоставувам дека од ова има една група на луѓе кои што сигурно ќе изгубат. Да. И тоа немам сомневање околу тоа. Саша очигледно е многу инспириран и ќе продолжи вечер. Тука некаде да завршиме. Јас вечер ќе дадам шанса да си ја најави си ја сам. Слушате, вечерва сме. Да, но ние треба да си да го најавиме и продолжението на отвореното студио. Јас ви благодарам што ме повикавте вака на една убава попладневна, да кажам. Пред да завршите, ќе се вмешам јас повторно, бидејќи имаме повторно нов видеоматеријал од протестите во Мала Преспа, додека траело подпишувањето на договорот и ги погледнеме во овие моменти. Јас само ќе потсетам дека според грчките медиуми 80 на автобуси со граѓани од Солун и од градовите од Северна Грција стигнале на протест во близина на Преспа, додека македонската и грчката делегација го подпишувале договорот. Група демонстранти во рамки на најавениот протест за одбрана на грчкиот карактер на Македонија се обиделе да го поминат полицискиот кордон и да стигнат до селото Псарадес, каде се одржа церемонијата. На собраните граѓани ја нападнале полицијата со дрва и со предмети, а полицијата одговорила со употреба на сулзавец. Транспарентите пишуваше Македонија е Грчка, овде завршува Северна Македонија и секако носеле во рацете грчки и црни знамиња. Овде до мене во студиото веќе ми се придлужи колегата Владко Чаловски. Така, Елена, за крај на ова студио 1 може да дадеме некоја реакција од социјалните мрежи. Секако. На социјалните мрежи очигледно луѓето се поделени со своите мислења, па така има пораки од тоа дека оваа влада е предавничка, се до пофалби за владата за отворање на патот кон ЕУ и НАТО. Јас само ќе прочитам неколку. Еве да почнеме од една од оние пораки кои што се против договорот. Вели: еден ден кога детето ваше ќе ве праша што е тоа предавник, не двумете се, само покажете му слика од Зоран Заев. А од друга страна пак, ете има и сирџиски коментари кои што велат: паметно ова по езеро, само на патарини колку заштедивме. Да, има и многу шеговити коментари. Исто така интересен е и твитот на министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој што вели дека од денес почнува една нова иднина на Македонија, дека географијата и историјата не може да се менуваат, меѓутоа може да се менува структурата на иднината, а тоа е заемна европска иднина на нашите граѓани. Кога сме кај шеговитите коментари, јас ќе го издвојам овој кој што во моментов го отворив. Грците протестираа навреме, нашите откако ќе им спадне ручекот, вели еден од коментарите на социјалните мрежи, а друг вели: џабе се градеа галии, овие со глисирчиња ја завршија работата. Да. Тоа се, да. Нашите граѓани секогаш расположени за саркастични коментари, нели? Добро, симпатично е тоа. Так. Сашо, сега ќе те замолам да си ја најавиш за вечер гостинката, твојата емисија,
и Гордана да најави тоа што ние ќе правиме од 19 часот. Значи, јас вечерва во 9 часа се надевам дека... Во 21 часа се разбира. Се надевам дека госпоѓа Шекеринска ќе стигне после сите овие случувања и така натаму. Со неа сме во студио, ќе имаме еден продлабочен, едночасовен разговор за тоа што се случуваше денеска, кои ќе бидат последиците од тоа во иднина, бидејќи таа е сепак еден од клучните луѓе во тимот на Заев, кој што го постигна овој голем успех за Република Северна Македонија. Инаку, од тука некаде ќе ја завршиме заедно сме повеќе од 4 часа. Специјална емисија и ќе најавиме дека од 19 часот повторно го отвараме студиото со нови гости и еве тоа што Сашо рече, од 21 часот неговата емисија Неделен печат. Може би ќе ни дозволи и ние нешто да ја прашаме Шекеринска или да не се мешаме. Вака по Фејсбук, да се водело во политика со лајкови, далеко ќе стигнеме. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Бидете со нас и во попладневните часови, поточно во вечерните часови, во 19 часот со нови гости во отвореното студио на 1 ТВ. За оние што го пропуштија пред пладневниот ден, се надевам дека моите вредни колеги ќе подготват и сечоци од разговорите. Да, јас ќе ги поздравам исто така гледачите. Се дружевме од рано изутрина некаде од 9 часот. Како што кажа и моите колеги, ќе се дружиме повторно, ќе имаме навистина бурен работен ден, меѓутоа се со цел на граѓаните да им ја доловиме целосно сликата, нели Владко? Па токму тоа се надевав, дека веќе ја доловивме таа слика кој граѓаните, бидејќи имавме гости кои што беа и за и против договорот, така да се слушна различни аргументи. Да, очекуваме и колегата Баневски повторно да ни се јави, па до крајот на денот и да дојде во отвореното студио и изврно да ни ги каже импресиите од денешниот историски ден. По многу нешта. Имајте пријатно попладне. Пријатно и од мене. Пријатно.